На покана на нашиот партнер Quattro Ruote, еден од најреномираните медиуми кој е меѓу ретките во светот што може да се пофали дека има своја патека за тестирање на возила, се дружевме со 5 прекрасно подготвени макини кои забрзуваат до 100 за 3 секунди. Имавме ексклузивна можност да седнеме зад управувачите на Audi R8 V10 Plus, Ferrari 488 GTB, McLaren 675 LT, Nissan GT-R и Porsche 911 Turbo S. Јаготката на шлагот од туртата беше Pagani Huayra, која ја испробавме на поинаков начин, а само ние имавме среќа да го почувствуваме и најновото остварување Levante, првиот кросовер во историјата на компанијата Maserati. Откако сме партнерски поврзани со ревијата која набрзо ќе прослави на вистина редок јубилеј, 6 децении од своето постоење, на вакви настани сме присуствувале во неколку наврати. Последната беше под мотото Клуб 4 секунди, пред неколку години. За жал, токму така, пред одреден период, а како што велат нашите колеги од Quattro Ruote, сето тоа е поради познатите причини кои зафатија автомобилската индустрија во последните неколку години. Here we are today at Vairano. It's the Quattro Ruote home. We have organized a very special test with very special cars, premium cars, sports cars that are in the dreams of many car enthusiasts. And for this very special occasion, we have invited our friends, our partners all around the world. And I'm very happy, in particular, to have with us Autoplus Macedonia, which is a very important partner for us. Macedonia is a wonderful country, and we've been working with Autoplus in the past years, and they deliver an excellent work, and that's why we have decided to invite them to share this incredible experiences with these incredible sports cars. Специјално подготвената патека во Ваирано повторно загрме за бревта пар илјади коњи, кои се обидовме да ги скротиме на свој начин и да ги натераме да галопираат онака како секој од нас посакува. Патеката во Ваирано е дел од ASC, Центар за автомобилска безбедност. ASC е уникатна реалност во автомобилската индустрија. Центарот зазема површина од 50 хектари и е составен од 8 километри пат, 26.000 метри квадратни на полигони за обука и симулации, 53.000 метри квадратни за офроуд, гаражи, сервиси, бензинска станица, продавници. Посебно треба да се издвои седиштето на Конгресниот центар како и квалитетен и модерен ресторан со самопослужување. Audi беше присутен со втората генерација на суперспортскиот автомобил R8 V10 Plus, кој е управуван од 5,2 литерски атмосферски мотор V10 FSI со монструозна моќност од 610 конски сили. Со овој потентен мотор Audi RV V10 Plus е најбрзиот и најмоќниот сериски автомобил создаден досега од брендот. Спортистот забрзува од место до 100 км на час за само 3,2 секунди и развива максимална брзина од 330 км на час. Цената на Audi R8 V10 започнува од 165.000 евра. Ferrari влезе во нова ера со моделот 488 GTB или Gran Turismo Berlinetta и ја пензионира старата добра 458 по децении добра служба. Моторот со 8 цилиндри е секој со зафатнина од 488 кубни сантиметри, од каде потекнува и името на серијата. Кога волуменот се сумира, се добива обемот на моторот од 3,9 литри. Моќноста на моторот е 661 конски сили, што е сериозно зголемување во однос на моделот 458 со моторот 570 конски сили. Забрзувањето од 0 до 100 км на час е само за 3 секунди. За него треба да се плати 250.000 евра. Британскиот производител на спортски автомобили McLaren за помалку од 2 месеци ги продаде сите 500 примероци од моделот 675 LT или Longtail. Минималната цена на возилото е 250.000 британски фунти, но тоа очигледно воопшто не пречи на купувачите. Автомобилот представува верзија на моделот 650S и е опремен со 3,8 литерски V8, но како е и потенцирано во името, со доработка мотор
моторот достигнува овде моќ до 675 конски сили. Благодарение на лесната каросерија, 675 LT е за околу 100 кг полесен од 650S. Моделот забрзува од 0 до 100 км на час за 2,9 секунди, а максималната брзина на возилото е 330 км на час. Неодамна на пазарот беше лансирана последната верзија на GTR. Ова изведба беше во Италија и пред нас, а вреди да се напомене дека ова е последното дотерување пред појавата на новата генерација закажана за 2018 година. Од подобрувањата ги издвојуваме она на 3,8 литарскиот 6-цилиндарски во V облик агрегат, кој доби дополнителни 20 конски сили, 570 конски сили и 8 Нм вртежен момент, вкупно 637 Нм. Со овој мотор возилото до 100 км на час забрзува за 2,7 секунди, а максималната брзина е 315 км на час. Ова беше возило со најмала пазарна вредност 120.000 евра. По серијалот Новини од Штутгарт дојде време за обновување и на најмоќната верзија која го носи името Турбо, како и моделите со додатокот S. Надворешно промените се очигледни, а капакот на 3,8 литарскиот шестак е со видливо груба решетка, која всушност е интересна. Шесткоморното срце исто така има и надградба и сега врвното 911 е уште поепохално. Porsche Turbo S има 580 коња, кои се разбира благодарение и на двојниот пренос до стотка забрзуваат за само 2,9 секунди. Максималната брзина на S изведбата со тврд покрив е 330 км на час. За ова задоволство треба да се издвојат само 180.000 евра. Шлак на тортата беше најимпресивната верзија на познатиот модел на марката Pagani. Моќноста на 6-литарскиот V12 мотор со две турбини овде е зголемена за 60 конски сили до 789 конски сили, а максималниот вртежен момент на моторот исто е зголемен од 1000 Нм на 1098 Нм. Хуајра забрзува од 0 до 100 км на час за 3,3 секунди. Производствената серија е од само 20 примероци, секој од нив по цена од 2,3 милиони евра. Една од најеминентните марки за производство на спортски возила, штутгартскиот Porsche, сега и официјално има во склад со стандардите на брендот свој продажен салон и во македонската метропола. Се разбира, салонот е во рамките на импортерскиот центар на Porsche Македонија, каде се позиционирани Volkswagen и Audi и нивниот сервисен дел. Прекрасно здание кое само го дополнува препознатливиот декор и каде во иднина клиентите ќе можат да се запознаат подобро и подетално со вредностите на ѕвирките од Штутгарт. Модерната зграда, дизајнирана по сите стандарди на Porsche, од сега ќе биде ново катче на овие простори за луксузните спортски автомобили, кои зрачат со уникатност, докажан квалитет и супериорни перформанси. Отворањето на центарот мина во безпрекорна атмосфера, во присуство на голем број гости, со сиот оној гламур и блесок што со себе го носат ваквите манифестации. Перформансите што ги нуди Porsche центарот беа прикажани со ексклузивна 3D презентација, покажувајќи каде од сега клиентите на брендот ќе добиваат врвна грижа и услуга. Ние како компанија, како Porsche Македонија, после 11 години работење на македонскиот автомобилски пазар сме навистина горди што вечерва со јаготката на шлагот, брендот наречен Porsche, успеавме да ја кронисаме нашата работа со отворањето на овој ексклузивен салон за автомобилите Porsche. На нашите клиенти им посакуваме што побрзо да не посетат и ова е навистина еден голем труд кој што стои за целата компанија, за нашите принципали, кои што исто така вечерва се наоѓаат.
и не прави особено горди затоа што еден ваков ексклузивен бренд конечно им е на дофат на рацете на македонските граѓани. Круна на деновите на Порше во Скопје секако беше Road Tour караванот, кој годинава протатни низ Скопје. Имено Порше Македонија се најде повторно на мапата на својот принципал да преку посебен настап наменет пред се за земји од југоисточна Европа представи дел од својата гама за потенцијалните клиенти, партнери, пријатели и новинари. Порше Road Tour во својата ергела тешка близу 1 милион евра со над 2000 коњи, овој пат имаше 5 изведби. 718 Boxster S 9112 Turbo S Coupe, 9112 C2 S Cabrio, Panamera SE Hybrid и Cayenne Turbo S. Нашите домаќини се погрижија за кратко време да пробаме повеќе модели од оваа петорка, односно да минеме по неколку километри зад управувачите на овие зверки. Се одлучивме да им посветиме внимание на поновите остварувања на производителот од Штутгарт, па веќе на стартот седнавме зад управувачите на обновениот Cayenne и новите 911 Turbo S Coupe и 718 Boxster S. Тешко се скротуваат оние забрефтани коњи кои веднаш се одзиваат на притисок на педалата за газ. Неверојатно е чувството од звукот кој ви ги пара ушите, а сепак делува така пријатно, како вистинска симфонија компонирана од инженерите на Порше. Подскокнува адреналинот, стрелките на мерачите за брзина и вртежи на момент лудуваат. Брзо се стигнува до високите нивоа. Навистина е прекрасно чувството за овие безпрекорно спакувани спортски остварувања на штутгарскиот гигант. Подготвените автомобили не очекуваа во комплексот Верина, крај Волково. Интересно осмислен хепенинг, бидејќи ѕвирките пријатно се адаптираа на објектот од високо репрезентативно ниво. Ние се одлучивме најнапред за најмокната изведба меѓу овие 5 избранички на Поршеовиот тим. Порше 911 Turbo S, чии 580 конски сили за кратко време ги пуштивме во вистинскиот галоп на скопската обиколница. Со газ до даска, километрите на автопатот, кој сепак претрпе одредени аномалии од поплавите, се топат како сладолед. Не е прв пат да ја видиме мокната 911 во најблискаво издание и покрај лошата подлога. Пријатно не изненадија прецизните управувачи, менувачи и држењето на подлогата, иако брзината на повеќе наврати беше и над 250 км на час. Инаку, оваа машина до стотка крева за 2,9 секунди, а максималната брзина е 330 км на час. Цената од 175.000 евра па нагоре. Во тандем го реализиравме овој наш прв дел од управувањето со Поршеовите зверки, односно вториот модел што беше од оваа рунда е Cayenne Turbo S. Тоа е вториот модел според моќта. Големиот SUV пристигнува со 570 конски сили. Забрзувањата се стреловити, дури би додале и многу подобри од она што некој од ваков автомобил и би очекувал. До 100 км на час за само 4,1 секунди, а максимумот е 284 км на час. Големата моќ и камионскиот вртежен момент едноставно се поигруваат со извидбата, чии димензии не се занемарливи. Доколку ја пробате грдосијава, станува јасно зошто армија од купувачи лудува за ова остварување, кое полека станува синоним за Порше, како 911-ката. Цената почнува од 220.000 евра. Секако дека посветивме внимание на Panamera SE Hybrid. Во секој момент можевме да се увериме во квалитетите на електрониката која под полна контрола ги држеше оние 416 конски сили добиени од комбинацијата на бензинскиот агрегат и електромоторот. Потоа и на Carrera 911 C2 S Cabrio. Прекрасно е да управувате вакво возило со спуштен покрив и ветерот ви ја бранува косата. Но, доколку навистина сакате на соодветен начин да ги испробате оние 420 конски сили моќ и 500 ньютон метри вртежен момент на легендарниот 3.0 Boxer мотор и да ве остават без див, препорачливо е да го кренете покривот. За на крај ја оставивме и верзијата Boxster 718 S Cabrio. Тоа е всушност најновото остварување од оваа ергела што пристигна во Скопје.
Увозникот за BMW и Mini во Македонија и Косово, компанијата M-Car, прослави 1 година постоење на својот продажно сервисен центар и воедно ја одбележа 100 годишнината на брендот BMW. Ова беше одбележано со прекрасна роденденска забава, каде сите кои дојдоа на еднодневната журка имаа можност да се запознаат со моделите и најсовремените технологии на баварскиот гигант, а преку разни активности да влезат во светот на овој реномиран премиум бренд. M-Car ја прослави својата прва година, период во кој постигна навистина многу и заслужено ги представува овие 3 гигантски букви на баварскиот гигант на македонскиот пазар. За оваа цел понуди многу поволни услуги и можности за да стигнете полесно до еден од представниците на гамата на компанијата. M-Car, возникот за BMW и Mini во Македонија и Косово, денеска слави 1 година од своето постоење и во исто време ја прославуваме и 100 годишнината на брендот BMW, бренд кој може би има произведено најмногу револуционерни автомобили од било која друга марка во својата класа. Денеска нашите посетители можат да ги пробаат новите модели на BMW и Mini, можат преку M-Car тура на објектот да се запознаат со целосното работење на нашиот продажен и сервисен центар. Денес исто така имаме промоција на BMW X5 Plug-in Hybrid iPerformance моделот, со која M-Car за прв пат во Македонија ја пушта во употреба примената на електрични возила и се е тоа нели во насока на заштита на животната средина и во економска заштита. Имаме исто така многу активности за деца и богата програма која што мислам дека е креирана да ги задоволи сите вкуса. Факт е дека на 114-тото биенално издание на Салонот за автомобили во градот на светлината има близу 100 премиерни изданија, што светски, што континентални или пак локални, но малку од нив се со епитетот сосема нови. Исчекувањата за откривањето на нов модел се одамна зад нас, бидејќи секој се труди да представи што повеќе од новитетот, кој во минатото блеснуваше на салонските изданија многу пред тоа. Тренд е веќе да се прават официјални презентации пред салонската премиера, па така и овој пат многу модели беа представени на разни приредби, смотри, специјални ивенти во текот на летото и есента. Затоа, на оној гламур кој со себе го носи биеналето во градот на светлината е фрлена сенка. Па според нас, со ова не мора да се сложат сите. Парис Мотор Шоу годинава го загуби епитетот најважната саемска светска автомобилска манифестација. А згоре на ова своето учество го откажаа гиганти како Бентли, Ламборгини, Астон Мартин, Волво, Форд, Мазда. Па може ли овој настан да го добие епитетот нај-нај? Но сепак не е толку за разочарување и критики. Во 8 хали на површина од близу 100.000 квадратни метри на Парис Експо центарот, во спектарот од бои на рефлекторите се капат многу остварувања со кои автомобилските производители се обидуваат да го фасцинираат светот. Освен вообичаените новитети и нови сериски автомобили на овој салон, како и на досегашните, и натаму привлекуваат возилата со нов дизајн, концепти, студии, визии за иднината, како и се поприсутниот еколошки момент. Многу компании се представуваат со хибридни решенија или пак возила на електрика. Дел од нив на ова поле промовира и нови брендови. Како и да е, кога сеќе се собере и одземе, препорачуваме да се посетат халите крај Сена. Видете зошто. Алфа Ромео и натаму типува најмногу на својата перјаница Џулија и нема намера да застане со своите предлози на оваа база во догледно време. Новата изvedба, наречена Велоче, секако ќе ги развесели алфистите, бидејќи станува збор за нова италијанска спортска лимузина. На сите оние кои опцијата Quadrifoglio им е премногу за секој ден, може да се решат за Велоче со бензински мотор од 280 конски сили или дизел од 210 конски сили со погон на сите 4 тркала. Германскиот премиум производител Audi ја лансира новата генерација на кросоверот Q5,
Благодарејќи на подобрата аеродинамичност, помалата тежина и ефикасните агрегати, новиот Q5 изгледа по-спортски, подинамично, но е поштедлив. За ова голема улога игра и новиот Quattro Ultra погон, кој кога има потреба ја исклучува работата на задната оска, а во спротивно ја вклучува пред да затреба. Овој концепт ја намалува потрошувачката без намалување на функционалноста на Quattro погонот. Покрај популарниот Q5, Audi во Париз го представи и RS3 седан. Врвниот спортски стајлинг се изразува на сите страни, а погонскиот агрегат 2,5 TFSI, изработен од алуминиум, ослободува импресивни 400 конски сили, што го прави најсилниот 5-цилиндарски мотор на светот. Во конфигурацијата со S-Tronic менувачот и Quattro погонот, овој мотор овозможува забрзување до 100 за 4,1 секунда. Максималната брзина е ограничена на 250 км на час. BMW го представува атрактивниот концептен модел X2. Баварската студија претходи на еден сериозен иден сериски модел кој ќе се базира на добро прифатениот SUV X1. Како што може и да се очекува од студијата, германците ќе пристапат посмело кон дизајнот. Откриваме прилично агресивна предница која се карактеризира со огромни отвори за воздух и стилски светла. Рачки на вратите нема, а огледалата имаат миниатурна големина. Позади се поставени два огромни издуви вградени во дифузор за долниот дел на браникот. BMW крај сена го покажа и Protonic Dark Silver. Едицијата ја краси високо рефлективна протонска боја, а завршетоците и осум го прават особено привлечен со карактеристични одблесоци и сенки. Citroen C3 донесува стајлинг за скалило погоре, но и многу емоции. Потполно новиот модел, несомнено со својот дизајн, ќе понуди позитивни емоции. Feel good формулата на Citroen враќа насмевка на лицата, а треба да истакнеме дека во тренд продолжува и со E-Mehari и Space Tourer. Освен класичната C3 во Париз може да се види и VRC, изведбата со која Citroen најави враќање во рели шампионатот следната година. Со футуристички дизајн, нагласен благодарение на своите импресивни 22-инчни филни, внимание привлекува концептот Citroen C Experience со должина 4,85 метри со плагин хибриден погонски систем во кој е вклучен бензински мотор со максимална моќност од 150 до 200 конски сили и електромотор со дополнителни 110 конски сили. Ферари представува два модели, од кои едниот е одамна распродаден, односно сите 499 примероци имаат свој собственик, но салонот во Париз е прилика јавноста да го види за прв пат La Ferrari Aperta. Станува збор за отворената верзија на La Ferrari, кој се нуди со карбонски хардтоп или со мек покрив. Aperta донесува со себе во однос на стандардната изведба покрута суспензија и доработка на подвозието. Во однос на погонот нема промени. Тука е присутен веќе познатиот хибриден систем со вкупна моќност од 953 конски сили. Тој е составен од 6,3 литарски V12 бензински мотор, електромотор, пакет литиум-ионски батерии и 7 брзински автоматски менувач со 2 спојки. Од Ферари новина е GTC 4 Lusso T, опремен со еволутивниот 3,9 литарски V8 турбоагрегат кој генерира моќност од 610 конски сили и максимален вртажен момент од 760 Нм. Погонски на возилото се задните тркала, кои во исто време се опремени и со систем за вртање 4WS, што гарантира подобрено маневрирање при движење со пониски брзини. Honda имаше глобално деби на 10-та генерација на Civic. Овој познат хеджбек со 5 врати на европскиот пазар ќе се појави на почетокот на 2017. Новата платформа врз која е направена новата Honda Civic е за 16 килограми полесна отколку претходната, додека торзионата цврстина е подобрена за 52%, а возилото е пониско, подолго и пошироко од претходните модели. По лансирањето, купувачите ќе имаат избор помеѓу два нови turbocharged
бензински мотори, но не и дизел. Од Honda предвидуваат дека најдобро продавана ќе биде варијантата со еднолитарскиот трицилиндарски турбомотор од 128 конски сили во спрега со 6 брзински мануелен менувач или цевете автоматски, а на располагање ќе биде помоќната варијанта со 1,5 литарски 4-цилиндарски мотор од 182 конски сили. При крај на 2017 треба да се појави и варијантата со значително ревидирана верзија на сегашниот 1,6 литарски и DTEC дизел мотор, кој ќе нуди подобрена потрошувачка како и подобрување на перформансите. Компанијата размислува и за хибриден модел кој би бил ривал на Toyota Prius. Во Париз блесна и седан верзијата на моделот, што се составува во погоните во Турција како и следната генерација на спортскиот Civic Type R. Ѕверката има изразено агресивен дизајн, со препознатливи знаци наспроти стандардниот модел, меѓу кои фиксното задно антикрило и масивните 20-инчни тркала со гуми со широчина од 245 мм, со најверојатно 2-литарски турбомотор со околу 300 конски сили. Откако новата генерација на Renault Scenic ја доби највисоката оценка за безбедноста од независната агенција Euro NCAP, вкупниот број на модели со 5 звездички од француската марка ја достигна границата од 20 единици. Од 2001 година наваму со оценка од 5 звезди на Euro NCAP може да се пофалат Лагуна во 2001, Velsatis и Megane во 2002, Scenic и Espace во 2003, Modus и Megane CC 2004, Clio 2005, Лагуна 2007, Megane и Koleos 2008, Megane и Grand Scenic 2009, Clio 2012, како и Captur и Zoe 2013. Најголем број наградени модели Renault има во 2015 година, кога највисока оценка добија 4 автомобили: Megane, Talisman, Kadjar и S-Pace. Новиот Scenic, кој ќе стане дел од европскиот патент пејзаж во овој месец, нуди врвни технолошки решенија во однос на безбедноста, а во стандардната опрема е вклучен и систем за автоматско активирање на системот за сопирање во случај на опасност од удар со функција за препознавање на пешаци. За време на тестовите на Euro NCAP, новиот Renault Scenic постигна резултат од 90% за заштита на возрастните, 82% на децата и 67% на пешаците. Volvo објави дека во фабриката на компанијата во Торсланда бил произведен првиот автономен автомобил на марката, кој ќе биде вклучен во амбициозната и уникатна програма Drive Me. Првиот автомобил од програмата е представник на луксузниот SUV модел XC90 и тоа е дел од флотата автомобили кои етапно ќе бидат обезбедени за секојдневна употреба на семејствата во Гетеборг, вклучени во иницијативата. Како еден од светските лидери во областа на автономно управување од Volvo, веруваат дека воведувањето на AD ветува намалување на сообраќајните несреќи, решавање дел од проблемите со сообраќајниот метеж, емисиите и во исто време ќе им овозможи на возачите да го планираат времето што поефикасно. Drive Me, програмата на Volvo за Гетеборг, е првата од неколкуте од компанијата, а еден од следните градови кој ќе биде вклучен е Лондон.
Hyundai ја представи третата генерација на компактниот модел i30. Големата вест тука, освен обновениот дизајн од внатре и однадвор, е чисто новиот 1,4 литарски турбобензиски мотор со моќност од 138 конски сили. Покрај него, клиентите во Европа ќе можат да изберат и атмосферска верзија на агрегатот со 98 конски сили, како и 1.0 турбо со 118 конски сили. Фановите на дизелот имаат можност да изберат 1,6 литарски мотор во верзија од 94, 109 и 134 конски сили. Во зависност од изборот на агрегат, достапни се следниве менувачи: 6 брзински мануелен и 7 степен автоматски. Огромно подобрување има и во внатрешноста на автомобилот, кој до овој момент беше добро оформен. Пристигнува целосно нов дизајн со доминантен централен екран за забавниот систем, како и чистата централна конзола. Новиот i30 е развиен во дизајнерските и инженеринг центри на Hyundai во Европа и ќе влезе во продажба на континентот од почетокот на следната година. Hyundai го представува и концептниот RN30. Концептот изгледа повеќе како топ тркачки модел, а од Hyundai најавија дека прототипот има моќност од 375 конски сили и погон од 4x4, што сепак го лишува од шанса да стартува во било какви надпреварувања во светот. Обновената верзија на Isuzu D-Max ќе пристигне во Европа во почетокот на 2017 со посвеж изглед, интериер и ревидиран турбо дизел мотор. Станува збор за 1,9 литарски мотор на Isuzu, кој пристигнува и со модифицирани 6 брзински мануелен и со исто толку степени автоматски менувач. Надворешни стилистички промени за D-Max вклучуваат поголема предна маска, нов дизајн на фаровите со LED дневни светла, нови браници, ролбарови и рестилизирани алуминиумски тркала. Промените во внатрешноста вклучуваат нов дисплеј инструмент, подобра ткаенина на седиштата и панелите на вратите и навалена под агол положба на седиштето назад во моделите со двојна кабина. Хил системите за помагање при управување на нагорнина и надолнина веќе се стандард, заедно со бесклучен пристап и стартување на висока класа модели. Today we launch as European premiere the new D-Max with the new transmission, new engine, new interior, new exteriors. So new product lineup that Isuzu has invested a lot of money, because with the new generation of engine we are going to have a lot of benefits. I was requested to make a slide presentation of a new model, but it has been requested also to inform that we are present in Macedonia since last year. We set up a distributor Auto Macedonia. We start the distribution of pickup, the current model, not the new one, end of last year. And this year we already achieved a very important target for us, that we have more than 60% market share. So we are very proud of the launch of 2016, and we hope with new D-Max that will be introduced from 2017 to continue to keep such a relevant market share. As I told you, the first year is impressive for us, because we cannot expect so good market penetration, and we are very proud that customer trust a lot of Isuzu, because it was our first experience in Macedonia. Со повеќе од 473.000 единици продадени во светот минатата година, Rio е еден од најважните модели за Kia, бидејќи на него паѓа околу 16% од вкупната продажба. Моделот од B-сегментот стигна до 4-та генерација и донесува некои значајни промени, не само во смисла на дизајн, туку и хардверски. Новото Rio е подолго за 1,5 см, а меѓуоскиното растојание е зголемено за 10 мм,
така што е добиен поголем простор за нозете на патниците во задниот дел. Новото Рио исто така е за 5 мм пошироко и пониско, така да сега доби и поспортски изглед. Стайлингот е дело на дизајн центрите на Kia во Германија и во Калифорнија, а финалното да доаѓа од Јужна Кореја. Новото Рио ќе биде достапно со 1-литарски 3-цилиндерски турбоагрегат во верзии со 100 и 120 конски сили. Продажбата ќе започне во првиот квартал од следната година, а ќе се произведува во Јужна Кореја. Во Париз блесна и обновените верзии на моделите Каренс и Соул. Land Rover ја представува петата генерација на моделот Discovery на салонот во Париз. Машината го презема дизајнот од помалиот Discovery Sport, а во минатото остануваат многу елементи од претходникот на Discovery 5, бидејќи станува збор за вистинско револуционерно решение. Под хаубата ќе работат два нови предлози за палетата, меѓу кои 3-литарски дизел со 254 конски сили, кој е во спрега со 8-степен автоматски менувач. Другиот нов мотор е 3.0 бензин кој доаѓа со доста сериозните 340 конски сили. Се разбира, големо внимание е посветено и на офроуд можностите кои се подобрени со целосно нова конструкција на суспензијата. Благодарение на неа, можностите на проводност се подобрени во однос на претходниот модел. Покрај тоа, инженерите имаат развиено и електрохидраулично управување на предните гуми, што се прилагодува според брзината на движење и нуди оптимално ниво на маневрирање.